Еве се враќаме назад во отворената програма на Студио 1. Како што веќе ви најавивме, во терминот од 15 часот и 30 минути ќе зборуваме малку за тоа што се тетоважите во Македонија, поточно за пазарот во Македонија. Или културата. Или културата, така е. А во пресред на поточно провокација за овој разговор овдека ни е настан кој што ќе се случува овој викенд во Скопје. Да. Тоа е баш така, со едноставно име, Тату викенд. Да. Ќе се случува во колектив. Наш гостин е Петар Милковиќ, тату артист, човек кој што е еден од иницијаторите на овој настан викендов во Скопје и самиот ќе учествува, претпоставувам. Да. Така. Да. Петар, малку на почетокот кои сме, што сме? Рековме, тату артист, имаш своје студио. Да. Сум од Скопје. Заедно со мојот другар Горас имавме идеја да го направиме ова со тоа да ја развиеме тату културата во Македонија, каде што ќе се собереме тату артисти од повеќе студија за да дојде до еден, како да кажам, заедно каде што ќе бидеме сите и заедно ќе во исто време на исто место. Да. Работилница. Работилница, да, на некој начин, за да ја развиеме оваа култура, да промовираме повеќе, да се тргнат тие предрасуди што ги имаат луѓето дека тетовирањето и тетоважите сметаат за понатака во животот, за работа, за било какви дека се препреки, да, препреки во животот. Пошто тоа така ја не го гледам, низ целиот свет веќе многу прифатено, се ставаат секакви тетоважи, тоа веќе се гледа и како спаѓа во гранката на уметност. Значи има многу добри уметници кои што секојдневно работат и креираат дела на многу високо ниво, со така, многу висок квалитет. Така е, вистинска уметност. Пред да започнеме со разговорот, ме рече дека токму овој викенд, тату викендот е со цел да се покрене јавноста и да се развие културата на тату културата, бидејќи државите околу нас, да не зборуваме за Европа, се многу поразвиени во овој поглед. Јас како да имам чувство дека изминативе неколку години во Македонија се повеќе студија има и се повеќе луѓе шетаат истетовирани. Па да, стварно тоа е точно, значи во последните неколку години се повеќе и повеќе студија се отвараат, се повеќе и повеќе артисти почнуваат да тетовираат. Тоа мене баш ми се свиѓа и така треба да остане за да продолжиме ние да ја развиваме оваа култура и да стигнеме на некој ниво европско каде што тетоважите нема да се гледаат како стереотип, како стереотипност од никој аспект. Така. И за работа, и за на било кое место. Да, меѓутоа затоа треба да се смени менталниот склоп во бизнис заедницата, за потоа да тоа да не се одразува на истетовираните луѓе. Да. Пред да зборуваме за она што ќе се случува викендов, односно какви се активности ќе имат. Кога доаѓаат луѓе кај Петар да се тетовираат, најчесто доаѓаат со своја идеја или ти им ги даваш идеите, или колку е остварливо она што некој го замислил да го има на своето тело? Епа, има многу опции. Некои си имаат конкретна идеја за тоа што сакаат, што на нив ќе им значи тоа или каква меморија ќе им представува од порано, иднина нешто. Имаме и ние тату артистите свои дизајни готови, значи кои што ние сакаме да ги правиме, кои што највеќе ние мерак и највеќе со кејф ги работиме. Прифаќаат ли лесно луѓето ако вие им дадете идеја и па повеќето прифаќаат, може да речам да, дека стварно повеќето од клиентите сакаат да прифатат идеја од артистот и самите се кажуваат како вие сте артистот, вие одлучете, пошто знаат дека ако остават у наши раце, тетоважата може да биде само подобра. Да. А исто така, например, јас конкретно во моето студио имам залепено многу стикери, дизајнчиња, книги со тетоважи, така да слободно клиентите си разгледуваат, па и заедно доаѓаме до некоја идеја како од ова да се спојат повеќе работи. Тоа значи дека се што си оставил таму на располагање да гледаат клиентите, се можеш да направиш? Се, се што е оставено кај мене у студио, од се може да се направи тетоважа. Имаш завршено ликовна академија? Да, ликовна академија. И решаваш да влезеш во овие води? Да, во овој период сега, па и претходно цел живот ме влечеле тетоважите,
али откако завршив факултет, највеќе се посветив на тоа од целото мое време. Па у иднина може и нема да остане само, мислам нема да остане само тетовирање, али сега овој период највеќе сум заинтересиран за ова. Ајде викендов. Што ќе се случува викендов? Па викендов ќе организираме тату викенд. Рековме во колектив. Галерија колектив на градскиот площад, практично. Дали тоа значи дека луѓето ќе можат да дојдат со своја идеја, таму да ја започнат својата тетоважа, па потоа можеби ќе ја довршувате во студио, не знам. Ќе имате и гратис тетоважи. Да, значи луѓето слободно може да дојдат со своја идеја. Ние ќе имаме исто изложено многу дизајни кои што ќе бидат со 50% попуст, со поевтини цени за сите да може да си приуштат. А исто ќе има и лотарија кај што неколку тетоважи ќе направиме гратис на некои луѓе што ќе имаат среќа. Веќе одредени тетоважи или па од дизајните што ќе ги спремиме и што ќе ги залепиме низ целиот простор, пошто ќе има повеќе. Така, ќе има избор како и да е за секој нешто по негов вкус. Нема да биде. И тоа ќе трае во 2 дена од 14 до 20 часот. Да, до 20 до 21 часот ќе трае тој дел со тетовирањето, а после тоа имаме диџеј, пак има некоја журка, техно, кој е заинтересиран. Да. И сега она што го зборувавме off the record, е интересно, ова твоја, ќе речам, идеја и на колектив како галерија била да се соберат сите можни и неможни тату студија од Скопје. Но тоа не ви успева, останувате само неколкумина. Па да, сега за сега. И тоа што е, не знам, помалку изненадување, велиш, да, треба да развиваме културата, но тоа што е реалност, барем на скопската тату сцена, е дека не се баш сите во љубов и не се сите во најдобри односи. Па да. А вие младите сакавте да смените нешто. Ние младите сакавме, мислам, сега е ова само почеток, значи ние ќе продолжиме да настојуваме со тоа, да се споиме сите заедно, за да стварно организираме и поголеми настани, како што има и низ други градови светски. И така, сега сме само успеав да соберам од 3 студија, едниот од нив ми беше и учител, он ме научи да тетовирам. Друго е едно девојче што работи во Скопје Инк студио. Така. Значи бројот е мал, а желбата беше голема. Желбата беше голема, али сепак за прв пат мислам дека и ова е сосема доволно, пошто ние ќе настојуваме да продолжиме со оваа идеја и нареден пат не само што се надевам, него и знам дека ќе бидеме од повеќе студија собрани повеќе луѓе. Добро, одлично. Ви посакувам на успех. Не знам, сакавме многу прашања да поставиме. Да, има оваа тема баш има многу прашања. Па има, да. Например, едно од оние најлесните, а веројатно секој си ги поставува, кои се најболните места за тетовирање. Има ли такви најболни места? Па има, да, има болни стварно, значи ребра, врат, глава, тие се најболните може да ги наречеме. Да. Да. Јас прашам, затоа што нели исто, тоа е еден стереотип кога зборуваш со тату мајстор, очекуваш да дојде целиот исцртан, нели, да биде подвижна слика во многу бои, сликовница. И тоа го искоментиравме, но ти рече дека сега за сега си пол со цртежи, ама не на видливи места, затоа што чекам да најдам вистински артисти, кои што стварно ќе сакам да ги носам нивните дела. Пошто за се сум избрзувал многу во животот и сега за ова се одлучив да не избрзувам толку многу. Ќе си причекам, ше некоја година. Добро, одлично. Значи за сите љубители на тату уметноста, овој викенд во Скопје, тату викенд, колектив, сабота и недела од 14 до 20 часот. Петар и неговите колеги ви се на располагање. Може би чисто информативно само, за сите оние кои што сакаат, нели, а планираат во иднина да стават. И ќе гледаат тетовирање во живо. Да, слободно може, кој сака да дојде, сите се добре дојдени, чисто да видат некој како иде тоа, некој може ќе добие инспирација да се истетовира одма на лице место, може некој во иднина, али така. Одлично. Така е, Чаловски, понатаму следува колегата Слагјан Ивковиќ и неговиот спортски дел. Да. Негов гостин е Игор Јакимовски. Останете со нас по кратката пауза.
Од локални шерифи, советници, градоначалници, до сериозни бизнисмени. Тврдата градба ја уриваме со факти и документација. Откриваме кои се луѓето кои го узурпираат јавниот простор за собствено богатење преку корупција. Бараме одговорност од најмокните за најмалку заштитените. Инсайдер, наскоро на 1 ТВ. Животот на еден човек прикажан на филмско платно. Протагонистот Дионис од македонскиот филм кој освои бројни меѓународни награди, Avec l'amour, не е актер, ниту лик смислуван по сценарио, туку жива и реална приказна. Кој е Дионис? Кога започнува неговата страст кон старите автомобили? Како сврзува крај со крај за одржување на над 100 автомобили во импровизираниот музеј? За неговото секојдневие, пријателството со автомобилите, односот со неговото семејство и желбата за остварување на сонот. 17 часот само на 1 ТВ. Денеска во ексклузив ќе гледате. Ви ги откриваме сите момчиња на водителката Маријана Станојковска. Без око да и трепне, Сузана Гавазова ја излажа јавноста. Ексклузивно интервју со Расана Сарич-Тодоровска. Со солзи во очите за трагедијата која и се случи од неодамна. Гледајте ексклузив вечерва, 18:30 на 1 ТВ. Дневна доза вкусни рецепти и корисни кулинарски совети. Брзи идеи и трикови во кујната што навистина функционираат. Секој работен ден во 16 часот и 30 минути. Гледајте го кулинарското шоу на 1 ТВ. Маја готви. Од понеделник до петок, 17 часот и 45 минути. Гледајте го забавното шоу Возење со Вучиќ. Репризно издание наредниот ден во 11 часот. Не пропуштајте Возење со Вучиќ. Вечерва. Не пропуштајте ја новата епизода од серијата која ја освои публиката. 20 часот и 30 минути. Историската приказна Екатерина Велика.